Кивата, јапонското јаболко и тиквата најбарени на денешниот пазар во Облешево. Цените како и претходниот вторник, за некого скапја, за друг дел реални, а според продавачите пристапни. За Емнет продавачите велат дека до 50 денари секој може да си дозволи квалитетно овошје, кое е карактеристично за овој период. Па киви, јапонски јаболки, лукче. По кои цени? Тоа. Па има цени секакви. 40, 50, 30. Поситни, поедри. Па за сега добро е. Добро е. Купува се народот. Купуват. Кој му треба, купува се. Ама не са тука бегаа децата за Германија се. После нас нема кој, додека можеме ние. Ние продаваме тиквички, балки, зелка продаваме од Сабале. По која цена се продава? По 6 денара продава зелката. А тиквите? Тиквите килото 3 денар. Па има за зелката сега и тиквичките продаваме. Благи се многу. Ја сечено имате балка, тиквичка и печени, дистувани така по малку водичка. Купувачите со став дека цените според нивните примења се скапи, но како што велат мора да се купи и да се јаде. Што и да се купе, за нас е скапо, за луѓето што произведуваат е ефтино, што е најнормално. А на нас што не ни се работи, не е скапо. Мора да купиме и да јадеме, тоа е. Да, тежно зелка и овоше, по тие работи сум повеќе така. Компир исто, зимаме, се што се продава за храна, прво тоа гледаме. Те нешто за јадење, што има, компири. Ставиме зелка, стасана е ке јадеме. Кој како ставил, праси имаме исто. Па ништо вака ситни некои работи што се за домаќинство. Па према пензиите, како да кажам, дека е скапо. Не стигнуваат, кој што сме возрастни луѓе, трошиме за лекови, за ова, за она. Ама мора да се купи па. Она што дополнително можеше да се купи на пазарот беше и есенската зелка, која се продаваше до 60 денари. За оние кои што се уште не го наполниле бурето за оваа зима.